Јаглероден моноксид од фосилата, а и сулфур диоксид од фабриката. Ете таква ни е сликата. Мора да е од политиката. Ѓубре, ѓубре, ѓубренце пред контейнери, гума, најлон, пластики, диви депони. Има ѓубре, има ѓубриња што го фрлаат кај што не треба и око не им трепнува. И прости малечка плането наша, и ти ние сме во иста каша. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. И прости малечка плането наша, и ти ние сме во иста каша. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. И тебе да те спасиме. Агенда 21. 10 епизода, мал јубилеј за Агенда 21. Вечерва ќе зборуваме за батерија. Знаете како, кога ќе ни снема батерија од телефон, сме невротични, психотични, влегуваме во кафуле, бареме штекер. Дали има тука да го наполнам телефонот, за да ни снемало батерија? Батеријата ни значи живот. Но што всушност и колку е опасна батеријата, зборуваме вечер, батерија, ние сме струја без гајтан. Чекай, за бактерија или за батерија? Батерија за бактерија во другиот циклус биолошки ќе ни биде. О, да знаете, деца, порано кога бев на ваши години, ми беа важни батериите само за транзисторот во градиште. Транзисторот работеше и на една, и на две батерии. Да. А сега кога ги се видам од Сабајле, со тоа едно што го имам како ташничка, внатре ми е лаптопот, таблетот, телефонот и сите полначи. Посебни фирми ми се и секој си има соодветен полнач и онака сум во движење загадувам. Загадување во движење. А за далечинското, за телевизорот, со што Па го што си, управуваш? ама зашо ме издаваш сега? И кога ќе ни снема батерии во далечинското и штеката на Илина за скијање, што е? Тоа ми е далечинско. А да ви кажам, со мала А во наше време далечинските 4 копче, он, плюс и минус. Сега кога ќе го видиш тоа да мислиш Space Shuttle некој треба. А знаеш што? И некој Игор се шеташе порана и сега исто, лаптопчето, тука му е ташничето и Нова година идеме да славиме. Не беше нова роден ден. Ме и секаде бе. Роден ден твој беше. Да, роден ден. Да, и сам им вага ми реče, го отворих ја лаптопот, со Нино Леви игравме покер на лаптопот на незиниот роден. Вага ме гледа Весна и ми вика, абе да не си ти ке ти се најутам 100 пати, не можам тебе да се. Значи го вади лаптопот. И И окей. покер ќе си играме со Нино. Ај пријатно се. Да. Леле, јас најмногу крезирам за телефон, зашто во последно време батеријата ми гори од што ме бара женски. Да, и интернетот ти гори слушнав, О, разбрав. интернетот го потроши веќе. Мајка ти ќе те утепа. Мајка ми ќе му убие. Да. Зборам со една, но она збори женската, збори. Ја почнувам да гледам оварицкиве што се на телефонов. Добро. Се намалува број. Се намалува, полека она збори. И викам, ќе те барам она да се видиме кога ќе искочиме. А ја треба и со друга да зборам после нејзи. Па ти имаш трауми, бе. Ама Трауми тоа те се разбира Игор? Игор важно ме разбира. Сум не? бил кандидатските. Сум бил таму кај што си. Со кандидатските. Сум бил. Ама голем проблем има Кико. Значи, па јас исто го разбирам. И ти го разбираш. Ама Го тоа разбирам, баш ама ми ти е не бана. мислиш за батеријата. Значи, сакаш ли да ти кажам, еден човек колку просечно батерии троши? 12. А сега ти ако знаеш математика па ве помножи, значи 12 батерии по 6 милиарди луѓе. Колку сме ние зависни од батеријата како извор на енергија? Помниш многу. 12. Многу. Ето каде беше Множи, мајка ти уште. ти пресметаше, ти до утре ќе се. Што? 72. 22. Добро, милиарди. Да, забори. Дали, ама стварно каква е таа бројка? И 70 Многу, значи милиарди. 12. Од било што да е 70 милиарди е многу. Огромно. Така. Огромно. А добро,
Зошто ни се потребни батерии? Па чекай малко. Леле, бе, Кико, Стасија, бе. чекай малко, Слушнете, да ви ја каже да кажам приказ. нешто. Да. Кој е измислил батеријата? Наполеон. Не знам, зошто? не ја измислил Тој? Наполеон, ама да не бил Наполеон, не мога да се измисли батеријата. Зашто се Александро Волта ја измислил во негова чест. 1798 година ја нарекол Волтин стоп. Не е така. Па сигурно Кико и на Наполеон му требала батеријава за кандидатките. Просто таков голем маж, 100%. Згоден. Е, добро, а зошто ни се потребни батерии? Абе, Кико, многу тешки прашања поставува. Сега. Значи, батеријата ти е всушност независност од струја. Од електрична енергија. Независност, колкото го звучи. Колку гордо звучи. Слобода, независност. Но приказната е следна. Не сме ни свесни што се тие мали батериички содржат во себе, особено во моментот кога ќе ги фрлиме во отпад заедно со другите работи што ги имаме по дома и под дејство на надворешни влијанија, значи временски прилики, дождови, ладно, топло, они полека си корозираат и ги испуштаат тие отрови кои ние после на било каков начин допираме до нив и си го уништуваме здравието. Да, затоа се, апропо, нели, таа независност и слобода, сега тој отпад со батериите доаѓа во допир со почвата, така, ако го фрлат. Затоа и ние освестуваме сега во моментот за батериите и ги едуцираме, затоа што батеријата не сме да се фрли на почва, не сме да се фрли во обичен контейнер со ѓубре, затоа што се вистинска опасно, се канцерогени, нели влие на Запад си нашите... рециклира стакло, хартија, Ама на ѓубре, запад. батерии. Ама Односно запад. електричен И отпад се било. фрла на последни места и затоа ние зборуваме цело време за тие батерии и имаме телефонов зелен кој што давно не сме се јавили. Прашаме што прво. 236-000. И тоа значи дека се рециклира батеријата, така? Да. Ама само одреден дел од ова се рециклира, значи 60%. И тоа ова во посебни центри за рециклација се рециклира. А потоа плюс треба да се топи на 1200 целзиусови степени, нели за да се одвојат тешките метали, тоа ти е процес, ама кори се. Пак се рециклира, нормално. значи. Да, да сепак да. Агенда 21. Електричниот отпад е кошмар. А добро, ако имам јас проблем лично со многу батерии, овде се јавувам. Па бе, девојче, имаме 2 тона батерии, не знам што да им правам. Кај да ги фрлам во Вардар Значи, или на стадион да ги однесам? Нула отпад си имаме посебни зелени канти и таму си ги селектирате сите батерии. Ќе ни биде пријател овој зелен телефон. Постои бројот 070-236-000. Уште еднаш 070-236-000. Добри сте вие еколинија? Да. Многу сме среќни дека сте ни другари. Агенда 21. Голема благодарност до Агенда 21, предизвикот го прифативме. Учениците на гимназијата Алгоритам почна да собираат отпад и веќе некаде 2 недели активно собираме отпад и само иницијативно од страна на учениците на гимназијата Алгоритам почнавме да одиме по организации и да бараме отпад. Значи не направивме само дајте ни го отпадот, туку почнавме да одиме да ги допираме и да им кажуваме колку е значено да ни го предадат нас отпадот, а понатака ние го предаваме на оние кои што знаат да се погрижат за отпадот професионално. Помислил некојаш каде треба да ги фрлиш батериите? Ако ја сакаш планетата Земја, тогаш внимавај каде го фрлаш електронскиот отпад. Електронскиот отпад е најопасен. Батеријата мора да знаете каде да ја фрли. Значи нула отпад е компанија со која што заедно го спроведовме целата акција
и многу голема благодарност до учениците на гимназијата Алгоритам што во еден момент добија идеја да од отпадот да направат нешто што ќе продолжи понатака. Продолжувањето понатака значи на сите оние ранливи категории кои што не можат да си дозволат да си купат компјутер, ние ќе им донираме од отпадот. Кога го видов цел тој електронски отпад, веднаш ми дојде идеја како можеме да помогнеме на најранливите категории. И заедно со професорката по информатика одлучиме да направиме една акција каде што тој електронски отпад ќе селектираме нешто што може да се искористи и ќе го донираме на каде што е најпотребно. Ова што се случува благодарение на Агенда 21 е навистина нешто што мене како директор на училиштето ми даде поттик и понатака да продолжиме. Значи во второто полугодие повторно ќе собираме отпад и се надевам дека ќе собираме уште повеќе отпад, не само еден камион, туку 2 камиона отпад. И во исто време сакам да ги пофалам учениците и дека се одговорни не само во фрлање на еколошкиот отпад, туку правење и на продукти кои што можат да го спречат загадувањето на планетата Земја. Еден од поголемите проекти што ние ги правевме е правење на овие сапунчиња кои што децата ги подаруваат на своите дедовци и најмили, кои што се направени исклучиво од еколошки материјали. Се надевам дека ќе предизвикаме и ова што се случува кај нас да се случува и во другите училишта и во цела Македонија и да докажеме дека ние знаеме да се грижиме за планетата Земја. Ние сме Алгоритам и се грижиме за планетата Земја. Сега да ви прочитам. Вика, ние македонците сме народ на батерии, ова го напишала Војна Песна. Ама не, навистина се интересни бројки. Вика, нашиот народ користи батерии за една употреба 61%. Тоа се оние што ги купуваме. Дај ми батерии за далинско, он ќе ти ги дае, ќе ги фрлиш во канта и ќе си земеш нови. А само 25% користат батерии што се полнат. Така. Сега, финтата е што не сме свесни колку се заштедува со батериите што се полнат. Многу повеќе од она што можеме да претпоставиме. И со текот на времето дури ни станало и како се вика во обичниот говор го имаме тоа. Ќе одам во Маврово да наполнам батерии. Да, па ти обично или после представи кажеш леле бе, многу суморно, сега ќе одам да се легнам да наполнам батерии. Да, одам да наполнам батерии и не загадувам околина со тоа што си полнам батерии. Па не тоа него си бркаш работа, си се ослободуваш. Знаете ли колку загадуваше батеријата? Значи една батерија може да загади 750.000 литри подземни води или поточно секоја фрлена батерија загадува вода на 11 луѓе на кои им е потребна водата. Значи батеријата загадува во просек, значи 11 една ваква. Една ваква ние тука имаме 100, не знам колку. Добро да не биде дека сум папа за батерии. Баба ми Наде. Баба ти Наде, добро. Вика дека ако ги чуваме батериите во фрижидер, подолго ќе ни траат. Баба Наде. Мораш да ме запознаеш со тоа. Нема проблем. Дека четврти пат ја спомнуваме во интересен контекст. Затоа тој време пред фрижидер, нели? Цело време ти мислиш за јадење, да се чува батерии. Значи си имаме посебни канти, мораме таму да ги фрламе на нов отпад. Ама затоа мајка во фрижидер, баба во фрижидер. Мислам, тие би требало да ги има тие на секои 100 метри да ги има. Кај што може посебно да се фрлат батерии, посебно да се фрла се што е поред. Просто да ни станат природна околност, так? Да, знам каде, знам што. Ма во еден совршен свет сите веќе би знаеле дека со рециклирање на овие батерии се заштедува електрична енергија. Дали знаете дека доколку се користат вакви батерии, се заштедува од 40 до 90% електрична енергија. И тоа металите од кои што е направена ваквата батерија може бесконечно да се рециклираат. А кога зборуваш за бесконечно, значи оние батерии што се користат во фотоапаратите, телефоните, дигиталните камери, тие имаат цинк и никел и може во целост да се рециклира. Тоа е една добра работа. Да, и се заштедува 90%. Па како ќе ни поскапе струјата, сега со се на батерии да се стави. Штом се рециклира батерија, се заштедува на струја. И тоа треба да е повеќе од јасно. Но интересно е како настанува батеријата. И сега има еден процес што морам да го прочитам затоа што не е моја тема. Вика, за да произведеш една батерија треба да имаш рудник.
Значи прво рудник. Па од рудникот земаш некои од тешките метали, Така. па транспорт, процес еден, еволутивен. Ама ако не ги фрламе батериите соодветно, туку ги джиткаме во контейнери, Онака, било кај ги текне. контаминираме, нели, загадуваме се околу нас. И присуството на тешки метали, нели ти текна на фората алуминиум. Да. Сушност е тешките метали во нашиот организам кој предизвикува главоболки, епилепсија, просто штетна е. И затоа треба да внимаваме каде ја фрламе. Како деца кои ги оставивме искористени батерии на сонце, кои ќе постојаа неколку часа, најинтересно ни беше, дали сум имал 7-8 години, што испуштаа течност, течност со боја на леден чај, тако нешто, како конјак француски, таква течност. И нас ни беше импресивно мирисот. Мирисот кој не го познававме до тогаш, многу сличен на мирисот што излегуваше од ауспусите на градските автобуси. И не знам зошто е тоа така, но вас ви е пријатен мирисот на градските автобуси кој ќе испустите? А у мене ми е тоа мирисот од детството, дечки. Ние мислеме дека тоа е мирисот кој навистина треба да постои кога возат автобуси, а нека дишеме тоа што не треба да го дишеме. Но ден денес како ќе појави некој од тие Лейланди стари едва и што водат и го ги направи тоа оспукот 3 пати. Онака застанам да ме потсети на детството, сериозно се ме потсеќа тој мирис на детството. Уште пострашно за батериите што е во некој има жива. Значи во некој фотоапарати, часовници, температурни апарати, па и ехоапарати или пак уреди за анализа на крвта. Има жива. Да, нема се. Тоа е Одиш на лекар, те прегледуваш со жива, таа токсична. Абе, катастрофа. Убаво вика баба ми наде. Леле, баби бе! Јас сум А ти на баба ти ли си? Да. На баба ти си? Да. Вака по карактер, по... О, истина баба. На која, на Наде или на Дара? На Наде. А, на Наде. Значи за Наде правим. За Наде, баба ми наде. Аре се збуди. Вика да си идам на бајачка. Добре. И е така, одма ти брат, нема живи, нема ништо. И еде Кико дури во 10-та епизода отвори за баба ти. Дури во 10-та, а ниједна од кандидатките не спомна. Не спомна енцефалит? Се у сезона, два ќе спомнам. Сега ти да ти олеснам, ова што го кажа ти како проблем, тоа е проблем и за современите земји. Иако не разбирам како се современи кога го прават тоа со батериите, значи не современи, колку и да се богати, се уште се заостанати штом дозволува такво нешто да се случи. Замислете, батерија со жива. Се ова што го кажуваме за батериите, се замислете батерија со жива кој ќе ја фрлиш заедно со твоето домашно ѓубре под наводници. Како тоа, каков крај има? Маја, кога ќе ми се спомне жива, ми текнува како мала, од тие термометрите, нели? И кој ќе ти мери температура и мајка ми или татко ми ќе ни мери. Пази да не го скршиш, таа живата ќе искаче, ќе се отруеш и тоа ми останало некако во меморија. Па мајка ти трча, ти го вади од подмишка, те кара, ако имаш случајно. Да, тоа е дел од таа колективна травма, се планираме, колективна, жива ќе умреш, така, ако ти да. падне жива. Ќе живата готово, 40 температура, не е важно ти што имаш 40 температура, ама да не го гризнеш. Ова термометарот да не ја гризнеш живата ќе умреш. Ја така како мал се плашев, жива и еднаш кап. Не, треба да се плаши. Не, се Јас познавам човек, се уште е жив, што се обиде да се самоубие со жива. На крај свати дека направил грешка и сега го сака животот 3 пати повеќе од претходно, но неговото тело е вакво. Едноставно само го спушти за неколку сантиметри и он буквално не оди згрбавен. Да. Значи, само ние не можеме да се рециклираме. Очигледно. Да, и кино. Кино, да, во секој време кино. Во секој време. Агенда 21.
со дрвјата, со реките. Јас заслужувам здравје. А ти? Светот се менува од твојот пример, не од твоето мислење. Никогаш нема да знаете што е вода. Седовно е момент кога е суша. Водата, воздухот, шумите не се ваше наследство. Таа е наша иднина. Баш сте себични. Баш сте себични. Агенда 21. И земи го телефонот, иди вече до тебе, ти си секретарка на Агенда 21. Многу ми се свиѓа диалозите со телефонот што ги правите со Чичко Игор. Баш, ти си како директор на еколошка компанија. Ама наследена од татко ти. Ми е гајле моја. И што треба да работам ја тато? Екологија, важи се, нема проблем. Види кој е на смена. Ако е Виолета, дај ми. Виолета баре. Виолета баре. Виолета? Мора да се в телефонот. 236 002. Да. Ама види како врти, а многу способна секретарка. Еколинија, повелете, Виолета говори. Добро вечер. Повелете. Сакам да ве прашам, дали ова со еколинијава е светска работа? Молам? Дали ова еколинија, овој телефонски број 070-236-000 е веќе... Девојчајте мој, најди некој друг да се зезаш со него, те молам. Ама може и вакво нешто да се случи? Би глава да е денот, каква еколинија бе? Да не кажа ништо, жал. Океј, добро. Еколинија, да. Имаме батерии за фрлање. Фрлете ги. А каде да ги фрлиме? Кај сакаш? Што ми е? Ма нели имавте ние посебни места, каде што се фрла батеријата? Имаме. Значи, дечки, ова важи и за вас, а и за младите гледачи. Значи, кога имате таков отпад, батерии и оној електронски отпад за кој изборувавме во 6-та епизода, решението е многу едноставно и лесно. Си постои бројот 070-236-000. Уште еднаш. 070-236-000. Едно да се... Имате проблем. Имате проблем со овие ѓубриња. Само јавете се. Само јавете се. 0-2-3-6... Жаклина. Што Жаклина? 000. А, Жаклина, да го меморираш како Жаклина. Жаклина не ја ти. Жаклина? Никако. Никако не Игоре Жаклина. Да. Значи, што има во целата приказна со телефоните? Сега во целата приказна со ова телефонина. Да. Е дека ти си седиш дома, онака фино, лепо, имаш соберени стари телефони, некои компјутери, телевизори. Компјутери. Си седиш ти дома и се овие ти се соберени, само им вртеш на 070-236-000 и ти доаѓа дома да ги собереш. Господска. Директно ти само си седиш дома, не се мачиш. Значи од пред врата собира. Да, пред ти врата. Ти само звр и тие пред куќа. Значи јас секој ден ќе им се јавувам. Две батерии да се снима супер. Да се не си направуваме со луѓето. А јас да не бидам досаден, значи само еден број треба се заврти. Кико, не ме гледај така. Примарна селекција, Кико. Така е. Ме слушаш? И запамти. И за Примарна кандидатки селекција. и за батерии. Со батериите и со жените исто е. Мораш прво да ги селектираш, срце моја. А си да ги рециклираш. Од ти ке се каеш. Јас познавам само селектирање и рециклирање симпатии. Стигна до рециклирање. Да. Ама еве за тебе ќе им кажам на симпатиите и да почнем на кандидатките. На кандидатките. Ти имаш само селектирано, кога ќе рециклираш прв пат ќе ми се пофаќаш. Добро, нема проблем, ќе ти се јавам. Ќе им кажаме на кандидатки, ќе им кажам и они да селектираат електронски отпад. Така, ем ќе ги научам нешто, ем поише ќе ме сакаат. Ама што толку паметен се правиш, тогаш оди почни од под дома да им собираш батерии, на тој начин ќе ги освестиш еколошки. Добар ден, звр. Зашто сте ти дечко за ќерка ми? Не, батерии собирам. За батерии собирам. Можеш од кај мене да почнеш. Тебе те селектираше некој? Кико, ама ние на крај тебе ќе те рециклираме. Него хемија не поправи, не знам. Ти имаш сифати, не сифати. Не се фаќа маш, се мажи маш. Добро, не исто. Си работи таа на случај. Пополека. Фаќа маш.
Па, ќе оди мајка му, да речеме за хемија, ќе оди мајка му или на родителска, или на дневник ти стигнува. Да речеме, мене мина, ме прашува, ти стигна мама дневник? Викам не. Добро е. И само уште нешто. Како податок. Во депониите завршуваат 8000 тони годишно или 70% од батериите. Во депониите. Што е тотално погрешно. Тоа значи дека само 30% од луѓето или фирмите имале повисока свест од овие другиве, па направиле тоа што треба да се направи со тие батерии. Точно. И затоа е ова, нели, прва сезона. Поразителна е бројката, ама ете 50-50 би можел да поднесам, но 70-30 премногу стварно. Така е. Да, па сега во втората сезона имаме уште многу приказни да раскажеме. Во јубилејната втора. Јубилејната, бидејќи на овој отпад му нема крај. Дечки, јас морам да ве пофалам пред целата македонска јавност што ни бевте најпрвин заморчиња со Весна, лабораториски глувчиња. Да со тек на времето станавте наши колеги, на кои можам да се потправам, ако подзаборавам нешто, има кој да ме подсети, ви благодарам, ви честитам и се надевам во втората сезона ќе бидеме уште подобри. Одлична соработка имаме, ама сега уште пожестоко ќе правиме во втората сезона и ќе действуваме. Од сега во втората сезона јас би сакала тоа што го гледаме да може некако да го поправиме. Да. Значи, и да ги видиме резултатите од нашето присуство овде во првата сезона, дали нечи мозок го разбудичкавме, дали некоја фотелја се заниша заради нас, не дај Боже, и дали конечно младите луѓе гледајќи оваа серија имаат барем малку покачена свест за тоа што е екологијата и колку ни значи. И и на крајот на оваа прва сезона која ќе се поздравиме, да им кажеме дека е исклучително тешко на публиката да ја разработиш темата, да бидеш слушнат, виден и потоа за тебе да коментираат. Значи да ги скршиме формите на размислување за да може полесно да допреме до цела публика, затоа што ова е важно за сите луѓе. Да, за сите луѓе околу нас. Македонија, ти благодарам што не гледаше внимателно и се надеваме дека научи по нешто. Чао.